Од една страна не гласате за набавка на нови екоавтобуси, а од друга страна гласате за да се зголеми цената по изминат километар на приватните превозници. На кои приватни превозници? На оние приватни превозници што кога автобусите на ЈСП седеа паркирани без нафта, расипани, кои што не сакаат да возат и ги оставија граѓаните на милост и на немилост. За тие приватници правиме муабет. Каде беа приватните превозници кога ЈСП остана без нафта да го покријат јавното сообраќајно предпријатие и да им излазат во пресред на граѓаните за да не доцнат на работа, за да не доцнат на училишта, за да не доцнат во болниците на лекарските прегледи. За тие приватници сега водите битка тука, колку да им ја зголемите цената по километар извозен. Не ви е срам? Знаете ли вие дека сте советници во градот Скопје, дека Советот на градот Скопје е оснивач на јавното сообраќајно предпријатие? Со вакви одлуки, со ваква политика, вие работите директно против јавното сообраќајно предпријатие на кое што оснивачи сме ние. Значи ние 2 години тука не можеме да изгласаме одлука за набавка на нови екоавтобуси, а сега тука се водат дискусии колку да биде цената по изминатиот километар на приватниците. Значи прво какви се тие приватници што зимаат пари од буџетот? Сега и тука е дискутабилно да сакаат да бидат приватници, меѓутоа да се финансираат од народни пари. Тоа е едниот момент. Вториот момент е тоа што најмногу ми остана да ми зуе во ушите интересот на приватните превозници, интересот на приватните превозници, тоа го истакнаа сите претходни излагачи. Колеги советници, каде е интересот на народот тука? Кој е интересот на народот да се зголеми цената по изминат километар на приватните превозници? Кој е интересот? Ако кажете дека интересот е за да има редовен линиски превоз, ке гласавте за набавка на нови екоавтобуси. Значи контрадикторни сте сами по себе. Ако сакате редовен автобуски превоз, дајте да набавиме нови автобуси. Меѓутоа, јас не сум изненадена, бидејќи вие сте декларирани како партии на олигарсите, на олигархијата и вие се борите единствено за приватни интереси. За тоа и цело време го повторувавте тоа приватните интереси, приватните интереси. Не работите за народот, значи да работевте да работевте за интересот на народот, ќе изгласавте набавка на нови екоавтобуси. Меѓутоа вие работите исклучиво за приватни интереси и треба да се засрамите. Фино, колешке Јанчева, што признавте дека присуствувате на сите координации кај што е интересот на приватните олигарси во интерес. А јас ниту ќе присуствувам, ниту имам намера да присуствувам на тие координации. Јас како координатор на советничката група на Левица ќе присуствувам на координациите исклучиво кога ќе се работи на интересот на народот, а не на приватните интереси.